Раѓањето на Александар. Ноќта кога Олимпијада се породила, изгорел најпрочуениот храм во цела Азија, посветен на Дијана Ефеска. Огнот го потурил бесот на некој сосема пропаднат човек, кој, кога бил фатен и измачуван, признал дека тоа го направил сам за да остави спомен за себе со некој голем злостор. Но магите кои тогаш престојувале во Ефес сметале дека несреќата од овој страотен чин не представува само загуба за храмот, туку го сметале за предсказание за уште поголема пропаст и поради тоа сиот град се исполнил со жални и топлици. Тие кажувале дека некаде на друго место вивнал факел од чишто пожар ке се запали целиот исток. Случајно, во тоа исто време Филип ја покорил Потидаја, која била атинска колонија. Кога разбрал дека во Олимпија победил неговиот четворопред, а од Пармениона, кого што го испратил против илирите, стигнал гласник со уште позначајна вест дека македонците успешно се бореле и во една многу голема битка ги разбиле варварите. Па, додека се радувал на среќниот исход на неговите желби, му било јавено за породувањето на Олимпијада. Пророците воопшто не се сомневале дека оној што се родил помеѓу толку победнички венци ќе биде непобедлив. Кажуваат дека кралот се стаписал од толку многу успеси, па од страв да не му позавидат боговите, се помолил на Немеса да биде задоволна со тоа што ќе се одмазди со некоја незначителна несреќа заради ова наклонетост на судбината. Исто така, постои предание во градот Пела дека на врвот од куќата каде што кралицата го родила детето, цел ден преседнале два орла. Според исходот, лесно било протулкувањето дека тоа било предсказание за двојното царство над Европа и Азија. Имало и сведоштва дека тогаш и земјата се затресла и дека од небото избувнувале многу громови и молњи. Како што кажуваат оние посериозните, тој е роден во почетокот на 6-та Олимпијада по 100-та, кога во Атина бил претор Елпин, 12-тиот ден пред календите на Секстил. Овој месец македонците го нарекуваат Лоус.